Јани, запишавте одлична победа против Казахстан во извонредна игра, но сега не очекува нов надпревар со веројатно исто толку голем притисок да се добие, бидејќи целта за оваа репрезентација е сите бодови до крајот од квалификациите. Што можеме да очекуваме од надпреварот со Израел на домашен терен? Така, види се, ни преостана уште 4 надпревари до крајот со овој собир со претходниот надпревар. Ја одработивме нашата работа добро во Казахстан, како што знаете вие. Се држивме на селекторот на зададените задачи и наша цел е, секако дека тоа е наша цел, се надеваме сите заедно работиме на тоа да ги добиеме следните 3 надпревари. Носи ли нов дополнителен притисок овој надпревар против Израел, бидејќи сега и јавноста гледа на оваа репрезентација како тим кој едноставно мора да запише 3 бода кога игра на домашен терен против репрезентација од типот на Израел? Па види, секој надпревар си има свое значење. Израелците се еден добар, квалитетен тим, го момците се спремни, ја тоа можем да го гарантирам и заедно со селекторот идеме на 3 бода и идеме таму исто кај нив во Израел да ги добиеме исто, па се враќаме тука со Црна Гора и мислам дека ќе биде окей. Чувствуваш ли дека и фортуната може да ни биде наклонета на нас како репрезентација? Знаеме дека имаме шанса за второ место, меѓутоа по промената на системот на квалификации на УЕФА, сега е потешко да се влезе меѓу тие тимови кои ќе играат бараш надпревари. Баш затоа ти кажувам дека мораме на сите 3 преостанати надпревари да дадеме 200%. Сите ние и знаеме дека ако ги добиеме 3 надпревари имаме некои шанси да играме на европско првенство, имаме тие квалитети, момците се спремни за тоа и гарантираме дека ќе дадеме се од себе.